Може. Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Се сложувам дека треба да делуваме и тоа треба да делуваме во насока на што побрзо донесување на мерки кои што моменталната ситуација која што навистина е критична треба на некаков начин да ја стават под контрола. Амандманот кој што е поднесен во основа според мене треба некои работи да ги допрецизира. Носење во основа според мене треба некои работи да ги допрецизира. Носењето на лична заштита, освен што ќе биде задолжително на овие подрачја кои што се наведени во амандманот, мислам дека треба да прецизираме дали постојат подрачја каде што ќе може да се оди без маска. Би го надополнило амандманот и ќе разреши многу дилеми во однос на тоа дали да речеме во природа каде што апсолутно нема други луѓе во околината, би можело луѓето да одат без заштитна опрема. Мислам дека треба да размислиме заеднички конструктивно во насока дали да речеме кога сте на планина и планинарите потребно е да ја носите маската ако околу вас нема никој. Тоа ќе многу ги прецизира работите и ќе ја олесни функционалноста и на институциите кои што ќе треба да делуваат според овој амандман во однос на казнените одредби кои што подоцна ги предвидуваме. Во ставката 2, задолжителна самоизолација при тестирање за коронавирус COVID-19. Повторно сметам дека треба да допрецизираме дали ќе има задолжителна самоизолација за оние индивидуи кои што ќе имаат негативен тест. Што конкретно сакаме да постигнеме? Сосема е јасно дека задолжителната самоизолација и досега беше за луѓето кои што беа позитивни на корона тестот. И мислам дека исто така ова треба да го надополниме во амандманот. Ке се сложам со колешката Рашела дека одредени периоди од денонокието не го менуваат моментот на групирање, затоа што ако имате забрана за групирање во домовите и забрана за групирање на јавен простор само во одреден период од денот, што се случува во останатите периоди? Мислам дека и ова треба да го допрецизираме за да амандманот навистина добие тежина која што реално ќе може да ја практицираме во секојдневниот живот. Благодарам.